Фини деца со сликовници е насловот на книжевниот настан што викендов се одржа во Струмичкиот градски парк. Настанот го организираше издавачката куќа Темплум, а на средбата со струмичката публика ја промовираа книгата Споменикот песни со песни од Видое Подгорец и илустрации од Ване Костуранов. Така што не е само оваа сликовница што Ване ја направи без песни на Видое Подгорец. Двајцата се ваши сограгани, Ване Костуранов и Видое Подгорец, иако Видое Подгорец е починат веќе колку 20 и повеќе години, и тоа ни една од причините зашто дојдовме во Струмица. Да ја промовираме новата книга, да ви покажеме и другите наши книги, а исто така промовираме и уште една книга моја. Костуранов вели дека било вистински предизвик да се создадат илустрации за поезијата на Подгорец. Опфатени се различни периоди, но еве Жеравите на Сасаки, да кажеме, зборува за едно болно девојче од Хирошима. Споменикот песни, една таква исто многу поетична, длабока песна, но има и песни со одличен хумор, со проникливост, каква што тој знае да пишува. Ги спомна добар дел од тие песни и Никола. Аз верувам дека и ќе ги читаме, да кажеме лоша математика е ефтено откачена песна. Мене што ми беше предизвик, да кажеме, ми беше најтешкиот дел беше баш тоа, пошто има песни и за поголеми, и за помали деца со различен стил на пишување од различни негови периоди, и беше предизвик да се направи една целина. За книгата зборуваше и поетот Никола Мачиров, кој рече дека станува збор за одличен избор поезија на Подгорец, која го отсликува неговиот творечки сензибилитет. И мислам дека не постои подобар начин да се направи споменик отколку од песни за да се зачува гласот на еден писател деца. Во оваа книга од собрани песни од Видое Подгорец, Никола Гелевски ја го има собрано и портретирано на најубав можен начин Видое Подгорец, зашто има песни негови од најразлични периоди, со најразлична тематика, со најразличен колорит на чувства, бои како што имаме овие пернички се со најразлични бои, како што вие сте со најразлични насмевки, така и овие песни одразуваат секое ваше чувство. На книжевниот настан се разговараше и за новата книга на Никола Гелевски, 9 приказни од чудната шума, а се одржаа и креативни работилници за деца.